Srdačan pozdrav, dragi gledači. Drago mi je što možemo повторно да се видиме на ovakav način i da продолжиме со овај наш серијал Смисолот на животот. Последниот пат зборувавме за мотивацијата. Што е тоа што нас не мотивира, што не придвижува? И најавивме дека следен пат ќе размислуваме зашто сме ние создадени за вечноста. Како и во секое претходно наше предавање, и овој пат ќе имаме една воведна мисла од Абрахам Линколн, кој кажал: Бог секако не би создал такво суштество како што е човекот, па да постои само еден ден. Не, човекот е создаден за безсмртност. И денеска додека размислуваме, би сакал баш на оваа тема да видиме што е тоа што може да го откриеме во Библијата и во она што не окружува околу нас. Сите ние сакаме да живееме вечно. А дали постои вечност? Еве, имате многу работи кои се овде набројани. Вечноста, и самиот Никола Тесла бил заинтересиран за неа. Ерих фон Даникен исто така бил заинтересиран за вечноста. Марк Ентони и ова наша писателка Виолета, исто сите тие на некој начин се обседнати со вечноста. И ние како луѓе сме на некој начин засегнати и сакаме да живееме подолг живот, да не се прекратува нашиот живот. Некој кажал дека ние живееме помеѓу две болници. Во едната се раѓаме, а во другата умираме. Што ќе ни каже Библијата? Еве во книгата на Проповедник, во 3 глава, во 11 стих, читаме: Им ја садил на луѓето и свеста за вечноста, ама човекот не може да долои што Бог прави од почеток до крај. Кој ни ја садил таа свест за вечност? Самиот Бог. Ние како луѓе, верувам дека сте се сретнале, многу пати сум имал ситуации кога сум доаѓал на постела пред некој да почине. Желба да се живее уште во човекот. Од каде е таа желба? Од каде е таа свест за вечност? Еве што проповедникот ни вели дека Бог ја садил во нас. Во создавањето во 1 глава 26 стих, еве што ни стои тамо на почетокот. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици, над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. Првобитната идеја на Бога била да човекот живее вечно на земјава, која му ја создал за да ја обработува и да ја одржува едемската градина. Но како што знаете, како што веројатно сте проучавале и сте зборувале, човекот погрешил. И од тој даден миг нашава планета Земја не е повеќе она што Бог го имал на почетокот како план со нашава планета. Животот на Земјата е сосема се изменил, али од друга страна животот на Земјата е само проба или костум пред вистинското изведување на представата. Која представа? Во вечноста. Ќе поминеме повеќе време од онаа страна на смртта, се мисли во вечноста. Отколку тука ние живееме колку? Еве, што вели псалмистот, колку години човекот живее. Али пред да го прочитаме овој текст, сакам да кажам и ова, дека всушност нашиот живот сега тука на ова наша планета Земја е тренинг пред она вистинската утакмица, загревање пред самата трка. Овој живот е подготовка за оној иден живот кој Бог го планира за нас. Еве што вели псалмистот во 90 псалам 10 стих. Дните на нашиот живот се 70 години, а ако сме крепки и до 80 години и повеќе време од нив, што се вели? Се во труд и мака, бидејќи брзо минуваат и ние
одлетуваме. Не снемува од позорницата. Кажете ми, ве молам, зарем ова година која што сега сме, не би помина брзо? Како да вчера беше јануар, а веќе е декември. Ке влеземе во следната година и таа толку брзо ќе помине. Збирот на нашиот живот, како што вели псалмистот, е 70, во појаките до 80 години. Али сето тоа е труд и мака. Вие ќе приметите дека луѓето колку подолго живеат, некако се им е по-тешко. Овоземски живот, како што тоа го рекол сер Томас Браун, е само малечка зграда во вечноста. Ние сме создадени за да живееме вечно. Бог ни ја всадил во нас таа свест за вечност. И ние како луѓе не можеме да доловиме оно што Бог го знае од почетокот до крај. Библијата ни вели дека Бог има план со нас. Бог веќе сака сега на земјава да не подготви за тој иден живот, затоа што, драги мои, за да би можеле да влеземе во вечноста, ние како луѓе мораме да го подготвиме нашиот карактер, како што зборувавме во претходното наше предавање. На небото се наоѓаат суштества кои никогаш не погрешиле. Тие не знаат што значи да се биде одвоен од Бога. Тие не знаат што значи да те боли нешто. Тие не знаат што значи да бидеш гладен. Тие не знаат што значи да бидеш уморен. Тие не знаат што значи да бидеш оптеретен со маки, грижи, проблеми. Сето тоа што ние денеска го доживуваме на земјата. Али ние веќе сега тука на земјава мораме да се научиме како сите тие наши проблеми, потреби, можеме да ги предадеме на Бога во Божи раце, да Бог се грижи за нас и да имаме потполна доверба во Бога, да би можел еден ден во вечноста да бидеме со Него. Бог ни ја всадил вечноста во нашите срце. Во нас постои вроден инстинкт кој копне за безсмртноста. Не знам дали некој сте биле до луѓе кои веќе се во појаките, како прочитавме прегеска од псалмите. И знаат дека да кажат дека кога би можеле уште малку да поживеат. Од каде таа желба за живот? Имав можност и чест и прилика да запознам една времешна старица, сакам да кажам. Ја запознав во незината 100-та година. Во 101-та година велеше 102-риот роден ден ќе го чекам. Али нажалост на почетокот на оваа година почина. 100 години. Знаете, не изгледа многу. Али од незина перспектива, кога таа ги искажуваше животните искуства, сето тоа беше многу брзо поминато. Се одиграло така експресно во незиниот живот. Кога би знаеле како да го живееме овој живот на земјава. А Библијата е токму тука и дадена да ни помогне како да го живееме тој живот. Причина што чувствуваме дека би требало да живееме вечно е тоа што Бог ни го тоа врежал во нашиот мозок, во нашата свест, во нашето битие. Еден ден срцето, драги мои, ќе престане да чука. Тогаш ќе заврши нашето тело и ќе заврши сето наше време на земјава, ама тука не е крајот. Нашето тело е само привремено живеалешто на нашиот дух. Библијата го именува нашето земско тело како шатор, а за нашето идно тело зборува како за куќа. Библијата вели во 2 Коринќаните 5 глава 1 стих, ќе ги читаме тие стихови. Момент кога нашето тело ќе отиде на привремена починка. И кога, како и овие текстови кои што можете да го гледате на надгробниот споменик на татко ми, али знам дека е жив мојот искупител. Текстови забележани во Јов. Јас истиот ќе го гледам, моите очи ќе го гледаат.
Da, моите очи. To je ona nadež koja nije kako hrišćani ja imame. Ali ajde da vidime što apostol Petar ni veli vo svoje poslanije do Korintjanite, vo 5. glava 1. stih. Znajeme дека кога земното живеалиште на нашето тело, koje je kako šator, ќе се разруши, ќе се расчини, тогаш ќе имаме od Boga zdanje kuća nerakotvorena, večno живеалиште на небесата. Вели апостол Павле во своето послание до Коринтијаните 5. глава 1. стих. Значи, кога нашето тело ќе отиде во земјата и ќе се расчини, али дахот се враќа кон Бога. И оно што знаеме и што Библијата ни вели, дека еден ден, кога ќе дојде Господ Исус Христос, ќе ги повика своите упокоени да станат од земјата, да излезат од гробовите во, еве во што, Павле вели, во зданија, куќи кои се неракотворени, кои ќе бидат поинакво тело од ова кое денеска го имаме. Јован во 1. глава 14. стих ги бележи следните зборови: Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина, и ние видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. На кого се однесува ова? Се однесува на Господа Исуса Христа. Грчкиот збор кој што овде се користи е скенео, што значи шатор, кој значи дека е нешто привремено, може во било кое време да се склопи шаторот и да се замине. Господ сака да се всели во нас, во мене и во тебе, во нашиот шатор. Дали ќе му дозволиме да пребива во нашиот шатор? Или набргу ќе го склопи својот шатор и тој ќе замине, ќе излезе од нас. Апостол Павле вели: еве тајна ви кажувам, сите нема да се упокоиме, туку сите ќе се измениме одеднаш, за еден миг на око, на последната труба, зашто ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние, што вели Павле, ќе се измениме, зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо. Тоа е таа куќа за која Павле исто така ни зборува, кој прегеска ги читавме зборовите. Дали тоа значи дека ние сме нераспадливи? Сега? Не, сега не сме. Али Бог ќе ни даде такво тело кое повеќе нема да биде подложено на распаѓање. Ние треба да се претвориме, односно да доживееме метаморфоза. Сушност тука тој збор е искористен. Метаморфоза, промена. Тоа ќе се случи дури на крајот, во последната труба, како тоа знае да ни го каже Библијата. Истиот писател апостол Павле во истото свое послание ќе ги каже следните зборови: а смртното да се облече во безсмртност. А кога ова распадливо ќе се облече во нераспадливо и она смртно во безсмртно, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. О смрт, каде ти е осилката? О смрт, каде ти е победата? Тогаш, кога Христос повторно ќе дојде, тогаш смртното ќе се облече во безсмртно. Во една прилика на еден свој пријател му зборував, кој верува дека човечката душа е безсмртна по природа. Го прашав дали човекот е семоќен. Дали веруваш дека човекот е секаде присутен? На тоа тој ми одговори не. Се разбира дека не е. Веруваш ли дека човекот е сезнаен? Се разбира дека не е. А дали веруваш дека човекот е безсмртен? Тој ми одговори: па, како тоа? Немаме ниту една особина која му е својствена само на Бога. Како тогаш ние имаме безсмртност? Кога таа е својствена само и посебна и единствена само кај Бога. Како тогаш ние можеме да кажеме дека имаме безсмртност? Кога таа е за сега кај Бога. Каде го тоа пишува, ме праша тој. И еве што вели апостол Павле. Еве го одговорот на неговото прашање. Ти заповедам пред Бога,
кој се оживотворува и пред Христос Исус кој ја посведочи добрата исповед пред Понтија Пилат, да ја запазиш заповедта чиста и безпрекорна се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе му дојде времето, ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар над царевите и господар над господарите. Внимајте сега на овие зборови, кој е единствен, безсмртен и живее во непристапна светлина, кога никој од луѓето не го видел, ниту може да го види, нему му е чест и сила во сите векови, вели апостол Павле. Единствен, безсмртен. Воопште не се спомнува дека ние како луѓе имаме безсмртност. Како тогаш можеме да кажеме дека имаме безсмртност? Не, драги мои, тоа е една голема заблуда и лага која, нажалост, ѓаволот ја шири од почетокот на историјата на нашава планета Земја. Вие кои што ја читате Библијата, или вие кои уште не сте почнали да ја читате, земете ја оваа драгоцена книга и читајте. И ќе видите дека во неја се наоѓаат големи вистини, вистини кои се важни за нашиот живот, не само за сегашниот, него и за идниот. Првата лага која била искажана, вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Пазете. Бог не рекол да од ниедно не јадат Адам и Ева. Тој рекол само од едно не смеат да јадат, од другите смеат да јадат. И што ја одговорила Ева? А жената ѝ рече на змијата, ние јадеме род од секое дрво во рајот, само од родот на ова дрво среде рајот, рече Бог, не јадете од него и не додопирајте се до него за да не умрете. Ова е сега посебна тема за која може да размислуваме во некоја друга прилика. Тогаш змијата ѝ рече на жената, не, нема да умрете. Првата лага. Вие сте безсмртни. Не, нема да умрете. А што читавме пред некоја минута? Кој е единствен, безсмртен. Кој? Владател, цар над царевите и господар над господарите. Самиот Бог. Ние немаме безсмртност. Додека во земскиот живот нуди мноштво избори, вечноста нуди само два. Небото или огненото езеро. Твоето заедништво со Бога тука на земјата ќе одредат и твоето заедништво со Него во вечноста. Ако научиш да го сакаш и да му веруваш на Божиот Син, на Исуса Христа, благодарејќи на Неговата милост, ќе бидеш повикан да вечноста ја поминеш со Него. Од друга страна, ако ја отфрлиш Неговата љубов, простувањето и спасението, животот ќе згасне после второто воскресение во огненото езеро. Драги мои, јас не би сакал ниеден од вас да се најде во тоа огнено езеро. Би сакал да сите ние бидеме во вечноста пред Отецот. Да се радуваме на она што Бог го прави, да ги гледаме Неговите дела и чуда кои Тој ги прави. Еден духовен писател, C.S. Луис, некои го познаваат, Клајв С. Луис кажал, постојат две врсти на луѓе, оние кои му велат на Бога, нека биде волјата Твоја, и оние кои на Бога и оние на кои Бог им вели во ред, нека биде по Твојата волја. Кои сме ние? Дали сме во првата група или во втората група? Дали ние велиме нека биде волјата Твоја, Боже, во мојот живот? Или ние му велиме на Бог, или Бог ни вели во ред, ти си избрал така, нека биде Твоја волја. Али, драги мои, овој вториот избор не води сигурно во огненото езеро. Тажно е, ама мнозина ќе ја прокоцкаат можноста за да може да бидат во вечноста. Од една проста причина, што самите ќе одберат да живеат без Него. Без Бога, веќе сега тука на земјата. Ја верувам дека сте ја чуле она позната песна од Френк Синатра On My Way, на мој начин. Нажалост, мнозина на ова наша планета Земја луѓе го живеат животот на мој начин. Секој има свој начин. Али постои само еден начин, а тој е Божиот начин. И тој е начинот нека биде волјата Твоја, Боже. Во мојот живот да се исполни. Кога повторно ќе разбереме дека постои нешто повеќе отколку што е сегашниот живот и дека
ова е само подготовка за вечноста, ќе почнеме да живееме еден поинаков живот. Ќе почнеме да живееме во светлоста на вечноста и тоа ќе обои секоја наша врска, задача и ситуација. И, драги мои, тоа е нешто што таа промена се гледа. Луѓето ќе ја приметат, не може да остане незабележана. Одеднаш многуте активности, цели, па и проблеми кои сега ни изгледале толку важни, големи и тешки, ќе почнат да ни се чинат неважни, мали, па дури и безвредни. Колку живееме поблиску до Бога, сето останато ќе ни изгледа помалце вредно. И кога живееш во светлоста на вечноста, се менуваат и нашите мерила и нашата вредност. Своето време и парите ќе ги користиме помудро. Поголема вредност ќе им придаваме на односите помеѓу луѓето и личностите, отколку на славата, богатството и достигнувањата, па и самата забава. Нашите приоритети се на некој начин одредени. Бог, па се останато. Повеќе не ни е важно да одиме во чекор со трендовите, со модата, со популарните вредности. И затоа апостол Павле во Филипјаните ќе каже, но тоа што ми беше некогаш придобивка, тоа го сметам за загуба само заради Христа. И само да го придобијам Исуса Христа. Кога живееш во светлоста на вечноста, се менува. Дали дозволуваме да таа вечност веќе сега ја живееме? Тука, на оваа наша планета Земја. Дали ќе дозволиме да трендовите, модата не води, да бидеме во чекор со нив? Или сакаме да бидеме во чекор со Бога, она што Бог го има за нас? Затоа апостол Павле ќе ги каже и овие зборови. Но тоа ми беше некогаш придобивка. Али сега го сметам за загуба, само заради Господа Исуса Христа. Затоа што Него го сакам. И тој треба да биде само единствено нешто во мојот живот кој ќе биде на прво место. Оно што не го правиме во животот ќе биде ехо во вечноста, кажал Марко Аурелије. Кога твоето време на земјата би било се што го представува твојот живот, мој совет би ти бил да веднаш почнеш да го живееш онака како што тоа од нас го очекува Бог. Затоа што кое ќе биде ехото, зависи од нас. Твојот живот ќе стане подобар и поморален. Ниту би морал да се грижиш за последиците од она што си го направил, бидејќи си барал простување од Бог и од оние на кои си нанесол штета. Знаеш дека не би можел самолюбиво да се угодуваш самиот на себе си, бидејќи твоите дела би имале долгорочни последици. Ама ова менува се. Смртта не представува крај. Смртта не е твој крај, туку момент кога го чекаме воскресението. И тоа воскресение при самото второ Христово доаѓање. Така да сето оно што го правиме сега на земјава остава трајни последици за нашата вечност. Бидејќи оној момент кога ќе отидеме на починка, драги мои, повеќе нема можност за поправка на нашиот карактер. Сега имаме таа прилика и таа можност. Секое дело во својот живот создава акорди кои ќе одекнуваат во вечноста. Кои се акордите кои што ние ќе ги компонираме? Душко Радовиќ ги кажал следните зборови. Неки луѓе нас понижавају својом добротом. Одвикли смо се од доброте. Не разумеме зашто нам неко нешто чини ако не тражи никакву противуслугу. Доброта се не може вратити јер се и не дае. Добри луѓе су добри због себе, а не због других. Гледайте, колкава мудрост. Зашто сме добри? Затоа што сме дозволили на Бога да Бог делува во нашиот живот. И од таа причина неговата добрина, неговата љубов работи преку нас. Тоа се случува со луѓето кои го сакаат Бога и го љубат Бога. И кои се придржаваат до неговите принципи, правила и морални вредности.
Едно од најопасните гледишта за современиот живот е кусовидното размислување. За да би направил најдобро во својот живот, мораш непрекидно да мислиш на вечноста и на незините вредности. Животот има многу повеќе содржина отколку што е ова сега. Сегашноста е оној видлив врв на ледениот брег, додека вечноста е она останато што не се гледа под површината, а често вела дека е многу поголем доле него што е на површината. Каква ќе биде вечноста со Бога? Искрено да ви кажам, нашиот мозочен капацитет е премногу мал за да би можел да ја офати чудесноста и големината на небото. Тоа би било како некој мал инсект кој би се обидел да разбере што е тоа интернет. Али залудно, зарем не? Не сме измислиле зборови кои би можеле да пренесат доживување на вечноста. И затоа апостол Павле во своето послание до Коринќаните, во 2 глава, 9 стих, ќе каже: што окото не виде, што увото не чу, што во човечко срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Дали некогаш, драги мои, сте се восхитувале на некои природни убавини кои ги има на нашава планета, или на некој прекрасни животни кои Бог ги креирал и ги создал? Може би некој од вас и ги посетиле овие прекрасни краишта на оваа наша планета Земја. И се восхитуваме на сето тоа и велиме колку е прекрасно. Ова што сега го гледаме е прекрасно и восхитувачко и неодушевува и ги опушта нашите мисли и уживаме во тие убавини и бои, пейзажи кои Бог ги создал, а Павле вели што окото не виде, што увото не чу, што во човечко срце не дојде. Замислете дека сето тоа Бог го направил. И ќе го направи каде што ќе бидеме ние со Него во вечноста и ќе можеме да се восхитуваме на сето она што Тој го дал. Сепак Бог ни дал да видиме дел од вечноста во Неговата реч. Познато ни е да Бог токму сега за нас подготвува вечен дом. На небото повторно ќе се сретнеме со нашите мили и драги кои заминале на привремена починка. Таму ќе бидеме ослободени од болката, од страдањата, од солзите, од растаноците, од болестите, од смртта. Секој ќе се занимава со работа која ја сака и во која ќе ужива работејки. Нема да имаме ореоли на светците и да се излежаваме на облаците и да свириме на харфи. Ќе уживаме во нераскинливото заедништво со Бога и Тој ќе ужива во нас неограничено за секогаш. Во една прилика Исус Христос ги кажал следните зборови кои се запишани во Евангелието по Матеј во 25 глава 34 стих. Дојдете благословени од мојот татко и примете го наследството царство кое ви е приготвено од создавањето на светот. Бог го приготвил тоа и сака да бидеме со Него во вечноста. Прегеска ги читавме зборовите од овој познат христијански писател, али еве пак прекрасни зборови од него. За нас е ова крај на сите приказни, ама за нив тоа е само почеток на вистинските приказни. Целиот нивни живот на овој свет биле само корици и наслов. Сега напоследок го започнале првото поглавие на големата приказка, која никој на овој свет не ја прочитал, која се продолжува до вечност и во која секое поглавие е поубаво од претходното. Дали сакате да бидете дел од оваа книга? Секој од нас ќе биде една книга за себе, која ќе биде една поглавие поубаво од следното. И се така во вечноста. Бог сака да не имаме живот воден со цел. Бог дава цел на мојот и на твојот живот на земјава, ама таа цел и таа смисла
не завршува тука. Неговиот план опфаќа многу повеќе отколку само неколку децении кои ќе ги поминеме на оваа планета Земја. Тоа е многу повеќе од една животна шанса која Бог сега ни ја нуди денес за вечност. Псалмистот ќе каже следните зборови: Господовиот наум останува довека и мислите на неговото срце од род до род. Единствено нешто на што луѓето помислат кога ќе се спомне вечноста се погребите, и тоа често толку плитко и сентиментално размислување базирано на незнаење. Може би ќе сметаме дека ова што го велам сега е морбидно да се размислува за смртта, али не е. Нездраво е всушност да се живее одбивајќи ја мислата за самата смрт. Не сваќајќи дека тоа е нешто што не можеме да го избегнеме. Мудриот човек во Проповедник, 7 глава, 2 стих, ќе каже: подобро е да влезе во куќа каде е жалост, отколку во куќа каде е гозба, зашто она му е крајот на секој човек и кој е жив, нека го вложи ова во срцето. Ние мораме да бидеме свесни дека живееме на оваа планета Земја каде што постои смрт. Али, драги мои, постои надеж. Постои воскресение. Исус воскреснал. Исус е гаранција за нас дека и ако отидеме на привремена починка или ако ги испратиме некој од нашите мили и драги на привремена починка, постои надеж да можеме повторно да се сретнеме со нив. Само неразумниот би одел во животот неподготвен за она што знае дека еден ден сигурно ќе му се случи. Ако во меѓувреме не дојде Исус Христос. Затоа мораме повеќе да размислуваме за вечноста, а не помалце. Бог ни дал таква опција. Како што 9 месеци кои сме ги поминали во утробата на својата мајка не биле крај, туку подготовка за живот, така и овој живот е подготовка за следниот. Ако ја имаш заедницата со Бога преку Исуса Христа, не мораш да се плашиш од смртта. Тоа е само привремена почивка и следното нешто што човекот ќе го здогледа е лицето на својот Спасител. Тоа може би ќе биде последен час на нашиот живот на оваа земја, ама тоа нема да биде и нашиот крај. Тоа превасходно ќе биде нашето повторно раѓање, само сега за вечен живот, а не за краток живот од 70 до 80 години, како што читавме на почетокот. Затоа Библијата ќе ни ги каже следните зборови. Апостол Павле во посланието до евреите во 13 глава 14 стих ќе каже: бидејќи овде немаме постојан град, туку го очекуваме оној што ќе дојде. Кој е тој што го очекуваме? Го очекуваме нашиот Господ Исус Христос. Нашиот град кој што Господ го подготвува. Одам да ви приготвам место и кога ќе ви приготвам место ќе дојдам пак да ве земам вас, да и вие бидете таму каде што сум јас. Драги мои, дали се подготвуваме за таа средба? Во односот на вечноста, нашето време на земјата е само едно трепнување на окото. Колку тоа трае? Дел од секундата. Ама неговите последици ќе бидат од еден вечен карактер. Делата кои се сторени во овој живот на еден начин ќе одлучат за судбината за вечниот живот. Затоа не постои пишано правило, не постои судбина, драги мои. Судбината ние самите си ја кроиме. Затоа би требало да знаеме дека сме, како што вели апостол Павле, се додека живееме во телото, ние сме далеко од Господа. Постои фаза која ќе биде наскоро, а тоа е второто Христово доаѓање. Дали сме спремни за средба со Господарот над господарите, Царот над царевите? Пред неколку години еден популарен слоган ги охрабрува луѓето да живеат како да секој ден им е прв ден од остатокот на животот.
Всушност би требало многу по-мудро да го живееме секој ден, како да ни е тоа последен ден од животот. Метју Хенри ги кажал следните зборови: треба да ни е секојдневна преокупација подготовката за крај. Дали се подготвуваме за крај? Крај кој наскоро ќе биде. Крај на историјата на гревот. Крај на историјата на злото, на болестите, на тагите, на разделбите и на се оно што денеска не одвојува од Бога. И затоа ова наше денешно размислување би сакал да го завршам со зборовите кои се запишани во Евангелие по Јован во 3 глава 16 стих. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Дали веруваш во него? Дали веруваш во Исуса Христа? Дали го сакаш тој вечен живот преку Исуса Христа? Али како да го примиме Исуса Христа како свој спасител? Треба да поминеме низ истиот процес низ кој поминал и самиот Господ Исус Христос. Затоа, драги мои, размислувајте. Што е тоа што ве мотивира? Што е тоа што не преокупира во нашиот живот, али и за вечниот живот кој што Бог ни го дава? Изборот е мој и твој. Ние одлучуваме дали сакаме да бидеме во вечноста со нашиот Господ. Наша следна тема ќе биде да гледаме на животот од Божја перспектива. Се гледаме при следното проучавање.